Со години, еколозите во Калифорнија се обидуваат да ги убедат жителите на Лос Анџелес дека на локалниот див свет му требаат мостови, исто како и на луѓето. За животните проблемот е автопат со 10 ленти. We see that lots of animals are coming close. Гледаме дека многу животни се приближуваат до автопатот во оваа област. Автопатот 101 ја дели Санта Моника и се друго на север, и животните не можат да преминуваат. На денот на планетата Земја во 2022 започна изградбата надвор од Лос Анџелес на, како што рекоа официјалните лица, најголемиот мост за диви животни во светот. Распон што ќе овозможи животните безбедно да го преминат автопатот. Гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом неодамна изјави дека мостот е на пат да се отвори на почетокот на 2026. Со должина од 68 метри и 50 метри широк, мостот ќе биде маскиран како да е дел од планините Санта Моника. What we're going to do is try to make it Ќе се обидеме да направиме да стане дел од природно подрачје од двете страни. Ќе има земјиште и површина со вегетација. Изградбата ќе чини $92 милиони, вели Бет Прат од Националната федерација за диви животни. Дел од парите ќе дојдат од државата, а голем дел доаѓаат од некои големи филантропски имиња. We had wonderful public-private partnerships. Имавме прекрасно партнерство со гувернерот Њусом, но потоа приватните донатори навистина се засилуваат, како Леонардо Ди Каприо, например. Имаме над 6000 донатори ширум светот кои го поддржаа овој проект. Фондацијата на актерот Леонардо Ди Каприо донираше $300,000. Филантропите Джоан и Френк Рандал од Њупорт Бич дадоа $5 милиони, а фондацијата Аненберг оддели $25 милиони. Мостот, кога ќе биде завршен, ќе го носи името на неговиот извршен директор Волис Аненберг. This bridge is on a major metropolitan area. Овој мост е во голема урбана област и е над голем автопат, каде дневно поминуваат по 370,000 возила. Нема премногу места во светот каде што дивиот свет е покрај поголемите урбани области. Кампањата за собирање средства делумно беше потикната од зголемувањето на смртните случаи на пуми, диви животни кои живеат во оваа област. Од службата за национални паркови вела дека од 2002 до 2023 34 пуми биле брегазени од возила. The animals themselves are the best teachers. Самите животни се најдобрите учители. Не сакаат да ги преминат патиштата, сакаат да најдат безбедни премини, па затоа и ги бараат. Во државата Вашингтон не беше ни завршена изградбата на премен, а елените веќе се обидуваа да преминат. Градежните работи се изведуваат во ноќните часови за да се избегне забавување на сообраќајот на автопатот. И што мостот ќе биде завршен, само животни ќе може да го користат, не и пешаци.